По своето формирање во 1976 година, општина Карпош се соочи со потреба за развој, зашто беше неопходно да се обезбеди соодветна инфраструктура. Пред се тука се мисли на фекална и атмосферска канализација, квалитетно водоснабдување, неопходна улична и топловодна мрежа, обезбедување на градски превоз соодветен на потребите на граѓаните, одржување на хигиена, зеленило и се што значи живот во една урбана заедница. Во годините што следат, благодарение на ангажманот и визијата на сите претходни градоначалници, општина Карпош доживува невиден развој, претворајќи се во современо урбано градско јадро кое стана една од најреновираните општини во Република Македонија. Денес општина Карпош може слободно да функционира како град во град, а локалната самоуправа и натаму продолжува посветено да работи на оплеменување и подобрување на сите аспекти на урбаното живење. Оваа година продолживме да работиме на подобрување на енергетската ефикасност на општината. Целосно го обновивме уличното осветлување со LED светла. Продолживме со изработка на енергетски фасади, со замена на азбестните кровови и со замена на старите лифтови во старите згради. Работевме на изградба и реконструкција на улици, почнуваме да го развиваме левиот брег на реката Вардар, да го развиваме населеното место Бардовци, каде има изоредно голем интерес за инвестирање. Во текот на 2024 година, како најголем и најобемен капитален проект, беше целосната замена на уличните светилки со LED светла, со инвестиција што ја чинеше општина Карпош 1,6 милиони евра, беа поставени 5796 така наречени паметни светилки и беше имплементиран систем за автоматско управување со истите, што придонесе за заштеда на потрошувачката на електрична енергија за неверојатни 80%. Годинава продолжи и повеќегодишниот проект на реконструкции на стари фасади на стамбени згради, изградени пред 1980 година. Со издвоените 450.000 евра за таа намена, не само што беа разубавени уште 5 згради во Карпош, туку во исто време и се зголеми нивната енергетска ефикасност, а со тоа вкупниот број на обновени фасади во општината стигна до 60. Во делот на подобрување на енергетската ефикасност треба да се спомене и дека годинава беа поставени нови фотоволтаични системи во 4 основни училишта: Јан Амос Коменски, Лазо Трповски, Димо Хаджидимов и Петар Попарсов, со што потрошувачката на електрична енергија е намалена за 40%, а планот на општината е до крајот на следната година да бидат поставени исти вакви системи на сите 10 основни училишта. Во овие 2 децении, во континуитет без застој, се работеше на проектите за канализацијата, во деловите кои не беа покриени со вакви основни елементарни потреби за нормално функционирање. Состојбата со патната мрежа во општината исто така влезе во агендата на приоритетите. Се градеа нови сообраќајници, се модернизира и прошируваа старите и дотраени улици, перманентно се крпеа ударните дупки. На ова поле, со несмалено темпо се работеше и оваа година. Пред непол месец почна реализацијата на инфраструктурни зафати во населбата Бардовци или поточно изградба на фекална и атмосферска канализација, водоводна мрежа, асфалтирање и поплочување на веќе постоечки улици. Ова инвестиција на локалната самоуправа чини 1,6 милиони евра и е со цел соодветно да се одговори на потребите за изградба на нова инфраструктура, имајќи предвид дека ова е урбана заедница која забрзано се развива. Во текот на оваа година беа целосно реконструирани 300 метри од улицата Козле 3 во Нерези, за што беа издвоени 100.000 евра. Во тој реон беа обновени околу 400 метри од улицата Теодосиј Синаицки, со што општината предвреме обезбеди инфраструктура за нови 150 куќи кои се предвидени со новиот урбанистички план. Во истата населба се предвидува втора и трета фаза на реконструкција на Теодосиј Синаицки и асфалтирање на неговите краци, реконструкција на улицата Трнодол, како и реконструкција на улици во Средно Нерези.
Во населбата Злокуќани целосно беа реконструирани крак од улицата Скупи 22 и крак од улицата Скупи 20, за што беа издвоени 500.000 денари. Во Влаа 1 реконструиран е крак од улица Франц Прешерн. Заклучно со 2025 година, општина Карпош ќе нема неасфалтирана и нереконструирана улица. Образованието како движечка сила на младите генерации постојано е во општинските приоритети, така што градоначалникот Јакимовски покажа и докажа дека образованата младина е силниот адут, не само на Карпош, туку на земјава и поширок. Образовните објекти во нашата општина беа оставени на забот на времето, но денешната слика е сосема поинаква. Денес во Карпош имаме 10 општински училишта кои се во одлична состојба, а во текот на оваа година 4 од нив беа комплетно освежени со специјална антиалергиска боја, со намера и за останатите 6 да се издвојат средства да се бојадисаат во наредната година. За поздравување е иницијативата на локалната самоуправа, со која беа набавени 17 интерактивни табли за сите основни училишта, како и други современи технички средства со цел да се осовремени наставата, а во план е да се набават уште 128 смарт табли за да се обезбедат подеднакви услови за сите ученици од 3 до 9 одделение. Како и секоја година, општината додели стипендии за талентирани ученици и спортисти, ги награди првенците на генерации на секое основно училиште, а за сите првачиња обезбеди бесплатни ранчиња со училишен прибор. Како важен сегмент во општина Карпош е и спортот, кој преку реализација на проекти иницирани од општината се прифатени и од училиштата, учениците, клубовите. Во текот на оваа година беа обновени 3 училишни спортски игралишта, на кои беше поставена вештачка трева, а целосно беше реконструирана и спортската сала во основното училиште Лазо Трповски. Нов лик добија и спортските игралишта во Влае 1, Карпош 4 и Нерези, каде исто така беа поставени вештачка трева и нови голови. Традиционално, по 20-ти пат, општина Карпош го поддржа со 300.000 денари турнирот во мал фудбал Сокол, а 15 години наназад стои и зад училишните спортски лиги во општината. Оваа година, заедно со француската амбасада, го поддржавме и првиот Скопски рагби фестивал, а исто така партнер е и на традиционалниот ватерполо турнир за ветерани што се одржа викендов во базенот Карпош. Богатото културно живење е веќе добро позната иницијатива на општината за анимирање на граѓаните и доближувањето на културните вредности и традиција, а сето тоа преточено во многобројни културни манифестации кои трајат во текот на целата календарска година. Со културните збиднувања во општината се продолжува со ист интензитет и во следниот период на општо задоволство на жителите. Бројот на општини кои сакаат да се збратимат со општина Карпош е голем. Карпош е символ на вечниот порив за напредок и развој, слика на спокоен соживот меѓу луѓето и најубав доказ дека кога се работи со љубов и посветеност, може да се достигне вечниот идеал за место во кое насмеаните лица се дел од секојдневието.